Екс-директорот на затворот во Шутка, Филип Пандов, и уште 6 затворски полицајци рекоа дека не се чувствуваат виновни. Вака се произнесоа по воведниот говор на обвинителката, кој екс-директорот и дел од полицајците ги гони за злоупотреба на службената положба, а дел само за несовесно работење во службата. 5 осуденици во 9 наврати биле спроведувани до нивните домови, рече обвинителката, според која за посети надвор од затворот постојат посебни постапки преку комисија за погодности, што не било испечитувано во овие случаи. Наредбите требале да гласат само за спровод до надлежни институции каде што би можеле истите да бидат однесени. Не може во домашни услови да се носат затвореници и при услови каде што они имаат други права, односно да бидат посетувани или пак на друг начин, во други постапки да им се дозволи посетите нивни во нивните домови, на нивните блиски. Андо вели постапува законски. Обвинителството ги измешало процедурите за осуденици со протокол за спровод на притвореници, а безбедноста на затворот Скопје не била доведена во ризик. Единствен затвор Скопје е само одлучен за затворениците во затвор Скопје како извршен орган, каде што до него нормално доваѓаат потреби за каде да се носат затвореници и каде да се прават тие спроводи. Тоа не е погодност, тоа е молба што се извршени овие спроводи и тоа е моје дискреционо право кое сум го користел со право на закон и било во целосно испоштувано. Обвинението на обвинителството е апсолутно неосновано, ниту подкрепено со соодветни докази, напротив, одбраната, предложи докази. За еден обвинет постапката беше раздвоена поради здравствени причини. Судењето продолжува за 2 недели.